Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku përjetakojmë sërish me emisionin Gjurmët dhe kësaj dite jemi kështu në midis javës, në mes të javës, kjo e mërkurë dhe do flasim për familjet sot. Në fakt, do e flasim për familjet në një dimenzion jo shumë të diskutuar më parë, për shumë faktorë të ndryshëm, cilët ne do t'i bisedojmë edhe me mysafiren tonë këtu në studio, mirë po, në fakt, a kemi menduar ndonjëherë se sa kushton të rrisin fëmijë, cilat janë sakrificat që familjet bëjnë për të rritur një fëmijë ashtu si duan ata ta rrisin, e sidomos kur kanë më shumë se një fëmijë. Ne në fakt pikërisht këtë temë nuk është që e diskutojmë shumë, më shumë japim ndoshta vëmendje momentit se a duhet apo jo të bëjmë fëmijë ose kur do e bëjmë fëmijën, se sa në fakt cila është, le të themi kështu në thojza ajo barra financiare e cila do t'i vihet familjes në momentin kur fëmia do të vijë në jetë. Nuk e diskutojmë që fëmia është një mrekulli e veçantë dhe ndjenje pa përshkrueshme dhe ndoshta një prej gjërave më të bukura që njeriu mund të krijon, por që në fakt bara financiare dhe aspekti financiar është diçka me cilën prindërit përballen çdo ditë dhe jo vetëm prindërit por edhe familja. Me mua këtu në studio vijnë nga Qendra për Barazi dhe Drejtësi, të cilët janë një pjesë nga një hulumtim shumë gjatë i bërë. Me mua në studio është Neda Çalковска-Димовска. Добър ден, добро ни дојдовте. Ви благодарам много за поканата. Јас пред малку реков дека можеби повеќе ние дискутираме кога да имаме деца или пак дали би сакале да имаме деца, отколку колку тоа би коштало на една фамилија на родителите или пак колку родителите треба да мислат на тој дел. Не знам дали звучи можеби малку песимистно или пак не знам. Точно и ние ги добивме ваквите одговори кога ги спроведувавме фокус групите за истражувањата. Некој кажа, меѓутоа сега да не биде дека нели децата толку не чинат, ние многу си ги сакаме децата, и јас сум родител и јас сум мајка на 2 деца, така што јас многу си ги сакам децата, меѓутоа во исто време е многу важно да знаеме колку сето тоа чини и како државата треба да не поддржи, да создаде политики со тоа што ќе ги охрабри младите да имаат деца. И не е прашање, младите апсолутно размислуваат заради тоа што го имаат економскиот аспект позади себе во однос на домувањето, во однос на тоа дали ми е безбедна или не ми е безбедна работата. Младите жени се соочени со дискриминација на работното место, особено нели кога ќе известат дека се бремени, тоа јавноста го знае, заради тоа младите си мислат може да ја изгубам работата во моментот кога ќе одлучам да имам дете. Така што сите овие фактори се многу важни за тоа кога луѓето одлучуваат дали ќе имаат или немаат деца, и точно тоа е целта на оваа анализа, да ја кажеме на државата, ова се случува, ова се трошоците, ова се пречките, дајте да направиме подобри политики за да имаме едно подобро место за живење кога имаме деца. Ние двете доаѓаме од две различни генерации. Разните сме и во различни, можеби, и социјални групи, особено во интернет. Јас од мојата генерација и помлади од мене, тоа што гледам особено во социјалните мрежи е дека сите се повеќе, особено девојките и жените, одлучуваат да имат деца све кога ќе бидат повозрасни, над 30 години. Особено голем фактор е моментот на финансиски стабилитет, дали тие ќе можат или дали ќе има доволно средства месечно да можат да ги чуваат децата. Не знам дали ова е истиот начин на мислење и од вашата генерација или пак и од повозрастните генерации. Па исто и за мене тоа беше нели присутно, постојано си мислиме дека секако дека сакаме и ние да бидеме успешни во нашата кариера и така натаму, меѓутоа од лично искуство знам и секако и од искуства на други жени дека без разлика колку сметаме дека сме успеале на работното место и во кариерата, бременоста може да биде фактор кој што може да наврати на самиот почеток, заради тоа што нашето законодавство во моментов дозволува, особено ако имате договор на определено време, тој да не ви биде продолжен во моментот кога ќе известите дека нели сте бремена, така што можете да ја изгубите својата работа и буквално да се вратите на почеток без разлика колку претходно
да биле успешна нели на работното место. И сите овие несигурности, особено и во делот на, како што кажав, домувањето, заради тоа што младите веќе секако и за мене тоа беше една од причините зашто одлучив повозрасна да имам деца, е заради тоа што веќе нели не сакаат и не треба да живеат во заедничко домаќинство. Така што овие норми, овие правила кои што важеле во минатото, сега се напуштаат. Иако според одредени статистики на Евростат во нашата држава, споредено со земјите од Европската унија, ние се уште најдоцна се одселуваме од домовите на нашите родители. Мене ми е многу мило што младите ги менуваат овие правила, заради тоа што апсолутно треба да размислуваме за осамостојување, за живење нели во најтесниот круг на семејството, кое што опфаќа партнер и деца и така натаму. Да. Ние ќе зборуваме детално за истражувањето и све тоа што произлезе од ова истражување. Ќе одиме со малку реклами, шкојме пак публицитет да дојректеме са и теме. Sa duhet sakrifikohen një familje në Maqedoninë e Veriut për të rritur një fëmijë apo edhe më tepër fëmijë. Shkojmë pak publicitet. Ja, ku po rikthehemi sërish në studio dhe do e vazhdojmë këtë temë, në fakt, cila është bara financiare, cila i kushton çdo familje, çdo xhepi të prindërve për të rritur fëmijë në Maqedoninë e Veriut. Me mua këtu në studio vin nga Qendra për Parazitë dhe Drejtësi, të cilët e kanë bërë hulumtimin. Би сакала да почнам со тоа колку време ви одзема целото истражување, екипата, колку требаше сериозно да се работи на оваа тема? Најпрво сакам да кажам дека оваа идеја имаме многу, да речам, веќе некој период, почнувајќи баш од тоа, заради тоа што кога стануваме родители, никој не нам предупредува како треба финансиски да се подготвиме и колку тоа ќе чини, така што во Сдруженијето Центар за еднаквост и правда сме во најголем дел родители, мајки кои што почнавме да размислуваме на идејата дека мораме да го направиме истражувањето, затоа што политиките кои што државата ги има се еднодимензионални, значи не одговараат на различните потреби на различните семејства, затоа што некој може да има едно дете, може да има повеќе деца, децата може да имаат и посебни потреби доколку се со попричано здравствени причини, така што го формиравме тимот, најдовме поддршка, фондацијата Фридрих Еберт ја поддржа иницијативата и имавме еден холистички пристап, односно работевме како експертски тим од 3. Јас бев вклучена во анализата на правните аспекти и нормално во делот на разработка на прашалникот кој што го имавме. Главната истражувачка, која што за жал не може денеска да биде присутна, ние професорка на правен факултет во делот на економија, така што она го подготви целиот методолошки аспекти, особено економскиот дел. Имавме трета истражувачка која што е експертка во делот на деца и која што ги обработуваше квалитативните податоци, односно ги водеше фокус групите, кои што ги имавме со родители од различни региони и на крај нормално сите бевме вклучени во делот на анализата на податоци и формирање на заклучоците и препораките. Имавме еден прашалник, значи кој што одеше од јуни месец до септември беше отворен и уште првиот ден морам да кажам дека не очекувавме толку да имаме одговори, меѓутоа уште првиот ден добивме над 250 одговори. Така што до крајот, додека го затворивме прашалникот, односно до септември, добивме околу 650 одговори од различни региони во државата, меѓутоа највеќе одговори добивме од Скопскиот регион. Сега тоа го балансиравме, нели со цел да бидат искуствата собрани од различни родители кои што живеат во различни региони во државата, со фокус групите, каде што највеќе имаше родители, да речеме, и од Струга, имаше од западниот регион, имаше од југоисточниот регион, источниот регион, така што искуствата буквално на сите родители кои што живеат во различни делови од државата се вклучени во анализата. Површински малку,
дали има многу разлика на тоа што секојдневно живеат родителите тука што можеби живеат во урбани средини, Скопје и така натаму, или пак тие што живеат на помали градчиња или пак и во рурални средини? Да, има разлика, апсолутно има разлика. Да речеме за некои исти прашања кога се однесува за износи, еве да речеме кога одат на камп или пак прослава на родиндени, на различен начин се прославуваат, па дури и трошоците кои што ги има во помалите средини се помали во однос на Скопскиот регион. Меѓутоа, што е тука многу важно, што во руралните средини, во помалите места, например, нема градинки. И тоа значи дека во тие средини жените многу повеќе се грижат за децата, значи мајките или не само мајките, бабите и така натаму, или други членови на семејството, и многу помалку се вклучени на пазарот на трудот. И што ова значи? Значи дека тие индиректни трошоци, како што е например неплатениот труд на жената, многу влијаат за економскиот статус на семејството. Односно, тоа што државата не обезбедува услови за грижа на децата, влијае да едно семејство, да речеме еден член на семејството, како што е жената, не може да биде вклучена на пазарот на трудот. Тоа значи дека не може да остварува приходи, не може да има плата и поради тоа семејствата губат приход, односно се посиромашни отколку оние семејства каде што има градинки, каде што децата можат да одат во градинка и каде што жените можат да бидат вклучени на пазарот на трудот. Така што иако директните трошоци во помалите средини и во руралните средини можеби се помали споредено да речеме со Скопскиот регион или поголемите градови, сепак овие семејства имаат пониски приходи и може да се каже дека би биле на поголем ризик од сиромаштија отколку оние кои што се во Скопскиот регион, каде што има подобри услови за грижа за децата. Значи, теоријата дека ако еден од родителите, што најчесто во нашите средини е мајката, седи дома и ги чува децата и со тоа нема трошоци за градинка, за бебиситер можеби, не се исти како придонесите или пак платата што би можела жената да ја носи дома. Така е. Заради тоа што постојат, се уште нема некоја проценка како да се присмета овој неплатен труд на жената, заради тоа што секој си носи нели различни квалификации и доколку да речеме една жена која што е со високо образование не работи, би била да речеме, би примала повеќе приходи доколку би работела, ако се спореди со да речеме некој кој што е со средно образование, кој што можеби би имал пониска плата, затоа не може баш точно да се присмета колку губи едно семејство кога жената не работи, затоа што носиме различни квалификации. Меѓутоа, апсолутно губи минимум 30 до 50% од приходот кој што би го имал доколку жената би работела. И затоа се што препорачуваме ние, не е да државата директно ги субвенционира, да речеме, жените или да се присмета тој неплатен труд, туку да се направат услови, да се создадат и да се градат градинки или пак да се направат други механизми каде што децата ќе можат да бидат згрижани, а жените ќе можат активно да се вработуваат и да учествуваат на пазарот на трудот, затоа што ние имавме случај не е само дека тие постојано не работеле, па одлучиле да ги чуваат децата, туку дел од жените кои што ни кажаа, например 36% е дека работеле, па кога имале деца, одлучиле да дадат отказ на работа и да не продолжат со работното место, зашто едноставно немал кој да им ги чува децата. Ние имаме многу табели, од извештајот е обемен, некаде 70 страни извештај, за толку малку време направен и сериозно време плюс 6 месеци истражување, но би сакала сега да искоментираме некои табели, така ќе откриваме и други работи што се произлезат и од извештајот. Regia на sammundet fotografin 0-2 vjet. Në fakt raporti i ndan me tabela të gjitha moshat e fëmijëve. Првата табела е за децата од 0 до 2 години и сите овие се нужни работи што треба за едно дете.
Да. И тоа на оваа табела ние не ги имаме ставено, иако ги имаме пресметано и влезните трошоци. Што се влезните трошоци кога имате дете? Мора да имате количка. Треба да имате транспортер. Треба, ако има семејството возило, мора да има седиште за во кола, значи тоа е реално законска обврска. Треба да има минимум креветче и така натаму. Минималните трошоци за ова, значи минимум се 21.000 денари. Значи за сите овие работи, најефтините и количка и креветче да ги купите, ви требаат плюс 21.000 денари. Така што влезниот трошок за првата година на детето, впрочем, испаѓа околу 190.000 денари. И ова се буквално најосновните работи, доколку детето нема некоја здравствена состојба или некоја попреченост. Така што овој износ за првата година би било околу 190.000 денари, а потоа еве може од втората година да речеме околу 167.000 денари. Може би интересно би било да се направи нешто истражување и што треба за едно дете да дојде во живот. Цели тие скрининзи, хормонални тестови, све тоа што мора да се направат додека мајката е бремена. Значи гледаме дека околу 166.000 минимум без овие други трошоци што пак се нужни трошоци за едно семејство. Од прилика и од извештајот дали ова е нормално за платите кои што се во Северна Македонија? Зборуваме за една година само трошоци. Да, па воопшто не соодветствува нели со платите кои што ги имаме, и тоа што е многу важно исто не соодветствува со еднократната помош која што ја дава државата за новороденче. Значи за прво дете државата дава 5.000 денари, збориме на национално ниво, и доколку видиме дека само влезните трошоци, значи најефтиното да го купите е околу 21.000 денари, од самиот почеток државата воопшто не го обезбедува тоа што е минимум за семејството и за бебето. Второ, ние се соочуваме, просечната плата е околу 42.000 денари, така што многу ретко луѓето нели имаат, затоа што во одредени сектори е многу повисока, во одредени е пониска, нели се прави одреден просек, така што сите родители кои што ги имавме и самите пишуваа и во прашалникот и во фокус групите, е дека овие средства се на вистина голем товар за семејствата, и со платите кои што ги имаат воопшто не можат да ги надоместат, не само за новороденчиња или за бебиња до 2 години, туку буквално до 18 години голем дел од родителите не известија дека земаат кредити и дека на некој начин вака ги надоместуваат трошоците. Иначе, апсолутно се слагам со вас. Беше голема дилема дали да вклучиме, да ја опфатиме бременоста, меѓутоа во ова истражување немавме таква можност, ама апсолутно се слагам дека мора да биде едно посебно истражување да биде направено во однос на трошоците кои што се поврзани со бременост, затоа што исто како што покажа анализата, во однос на скриените трошоци, кога збориме бесплатно е образованието, не е бесплатно образованието, значи има многу трошоци, ќе видиме кои што родителите ги плаќаат. Исто така и бременоста и здравството не е бесплатно, заради тоа што има трошоци поврзани, како што кажавте, и со скрининг. Знаеме дека гинеколозите наплаќаат за прегледи, иако не би требало, и така натаму. Така што треба да се зима. Да, витамините кои што треба да се прават, па доколку настане одредена компликација, било каква интервенција, така што ета тоа можеби би не било следното истражување. Прашањето истражувањето, дали сите родители знаат дека им следат 5.000 денари за новороденче? Не. Впрочем, Државниот завод за статистика има такви податоци, колку граѓаните ги користат и аплицираат за социјалните, еве да речеме, права, затоа што ова спаѓа во делот на одредена социјална поддршка, и покажуваат податоците дека има одреден раст, меѓутоа недоволно е искористена еднократната парична помош од страна на државата. Исто така е важно дека и општините дадат
даваат, не сите, меѓутоа голем дел од општините даваат за новороденче, ама некаде е условено, например зависи од приходот. Некаде не е условено, можете да аплицирате без разлика на приходот на семејството, меѓутоа апсолутно нивото на информираност се уште е недоволно, така што многу родители воопшто не ги користат овие права. Одиме со втората слика, тоа е од 3 години до 6 години, трошоците за една година. И гледаме се дека има малку намалување. Зашто се случува ова намалување? Ова намалување се случува во делот, ако ги погледнеме и споредиме табелите, значи се случува во делот на исхраната и се случува во делотите на тие, да речам, материјали кои што се и во делот на витамините, тука имаме малце помалку трошоци, меѓутоа тоа што е многу важно е тука што има воннаставни, односно разновидни активности, нешто нели што го нема од 0 до 2 години, така што трошоците почнуваат да се разликуваат. Меѓутоа, она што го зборевме за неплатениот труд на жената, многу ми е важно да напоменаме дека податоците покажаа дека од 0 до 2 години, впрочем најмалку децата се вклучени во градинка, што значи дека мајките највеќе, односно жените во овој период го вршат тој неплатен труд, односно одлучуваат да се грижат за децата, наместо да бидат децата вклучени во градинка. И податоците од Државниот завод за статистика и Државниот завод за ревизија кажуваат дека овие групи на деца најмалку се застапени, што значи дека во овој период се очекува и да семејствата имаат најмалку приходи заради тоа што жените одлучуваат да не работат и одлучуваат да се грижат за своите деца заради тоа што можеби нема место во градинка или пак едноставно можеби добиле отказ од работа заради постоечките стереотипи или пак едноставно била одлука на семејството да се грижат за децата. Така што работите малце се менуваат нели од 3 до 6 години, децата повеќе се вклучуваат во градинка, меѓутоа повторно се соочуваме со ситуација да нема доволно место во градинките, особено во руралните средини, каде што не само градинки, туку нема ни да речам други начини на згрижување на децата, затоа што законската рамка дозволува да речеме и физичко лице може да се грижи за децата, да се регистрира за вршење на таа дејност, има едукативни центри и така натаму, меѓутоа ништо од ова го нема во руралните средини. Така што исто ми е важно да кажам за овие воннаставни, веќе во оваа возраст почнуваат децата да одат и на спорт, ама ние например стварно се државме до некаков минимум. Така што некој може да каже, ама трошоците се многу повисоки. Апсолутно може да се повисоки, зашто например за да одите на спорт, вас ви треба и опрема. Децата почнуваат да одат на активности, не е пресметан превозот. Исто така ние не го пресметавме домувањето, што е една многу сериозна ставка во еден семеен буџет. Така што ова се навистина само директните трошоци, можам да кажам дека се некаков минимум, а не некаков плафон кој што треба да го гледаме и претпоставката е дека се и повисоки од ова. Одиме на другата табела, која што се однесува на децата од 7 до 14 години. Да, тоа е основното образование. Да. Основното образование. И тука веќе можете да видите дека тука се соочивме впрочем со оние скриени, многу скриени трошоци, затоа што по закон нели пишува дека основното е образование и средното споради тоа што се задолжителни треба да се бесплатни. Исто така во законот за учебници пишува дека учебниците се бесплатни, меѓутоа увидовме дека нели тоа не е така заради тоа што има многу скриени трошоци. Исто и кај другите категории, како кај градинката. Викаат, со градинката, ако платите, износите беа до 2000 денари, значи сега зборам за државните градинки, меѓутоа родителите известија дека плаќаат исто така многу други скриени трошоци, како што се хигиенски материјали. Во најголем дел родителите сами си носат и во училиште, и во градинка влажни марамчиња, чашки, нешто што не е законски, што треба да го обезбедува самата градинка, меѓутоа родителите во најголем дел го носат. Потоа, работни материјали, кои што почнуваат и од 3 до 6 години во градинка, меѓутоа вклучително и во
училиштето, кои што, да речеме, на почетно ниво се од 1500 до 2500 денари. Потоа имате вие фотографирање, па има различни настани кои што дополнително сето тоа се плаќа. Така што сите овие скриени трошоци нас не наведуваат дека ниту тој износ што го плаќаат во градинките до 2000 денари, ниту ова дека образованието е бесплатно, воопшто не е бесплатно. Исто така, многу ни беше важно што семејствата кажаа како што се зголемуваат нели годините на детето, така се зголемуваат и трошоците и многу родители на пример иако детето покажувало да речеме особени резултати во одредени наставни активности што сами си ги плаќале, како што да речеме дали математика, дали спорт, тие одлучувале да веќе ги прекинат затоа што не можат да ги издржат тие трошоци и впрочем ние се соочуваме со ситуација да детето не може да го оствари својот најголем потенцијал од тоа што го има, заради тоа што не го обезбедува тоа образованието, туку се очекува родителите самите да го платат. А ова е трошок што веќе низ годините родителите не можат да го издржат, особено затоа што имаат повеќе деца, затоа што рачунајте се ако оваа присметка од 150.000 денари на годишно ниво за едно дете, тогаш веќе за две деца вас вие 300.000 денари. И едноставно тоа е, и платите се исти. Да. И затоа ние викаме дека како што се зголемува бројот на децата, така се зголемува и прагот на сиромаштија во семејството. Оние кои што покажуваат и податоците од Државниот завод за статистика, кои што одлучуваат да немаат деца, имаат многу понизок праг на сиромаштија, односно можност да влезат во сиромаштија, отколку оние што имаат две и повеќе деца од две. Така што е многу неопходно е државата ова да го увиди и многу брзо да почне да ги менува политиките и да обезбеди еден универзален додаток за семејствата, без разлика дали тие и колкави приходи имаат, односно зависно од приходите, тој да се зголемува или да се намалува. Меѓутоа да има едно нешто што е минимум, кој што секој кој што има деца го добива како надоместок од државата, за да на некој начин се стимулира нели градењето на семејството и наталитетот и поддршката. Да. Ние имаме многу малце време за оваа тема. Одиме на следната табела, само да видиме колку се трошоците за деца од 15 до 18 години. Значи драстично има зголемување на 196.000 или 197.000 денари годишно за едно дете. Да. Има драстично зголемување заради тоа што многу од трошоците почнуваат особено нели во социјалниот живот, каде што децата сега повеќе се осамостојуваат, иако еве видите, значи за забава и разонода, родителите пишале дека на годишно ниво им се потребни околу 30.000 денари, потоа приватни часови. Исто така имавме голема разлика во децата кои што одат во гимназиско образование и децата кои што одат во стручно образование. За децата кои што одат во стручно образование има многу повеќе потреба од трошоци кои што се поврзани со опрема. Има повеќе потреба од трошоци кои што се поврзани со учебници кои што постојано ги фотокопираат заради тоа што нема, како што ни известија родителите, унифицирани учебници кои што се пренесуваат нели од генерација на генерација, така што и таа разлика ја увидовме. Исто така тука имаме сериозна потреба за електронски уреди. 98% од родителите и во основното, ама особено во средното образование ни известија дека за следење на наставата нив им се неопходни да имаат таблет или пак лаптоп кои што сами ги купуваат и тука трошокот беше проценот, значи просечниот трошок е околу 18.000 денари. Така што ова е соодветствува и со сите истражувања што се и на европско ниво, заради тоа што покажува како што растат децата,
така се зголемуваат и трошоците. И затоа нас ни е многу важно во ова што Државниот завод за статистика го прави во однос на потрошувачката на семејствата, да стави тука во прашалникот кој што го има, да стави податоци во однос на бројот на деца кои што ги има семејството и нели други податоци каде што ќе можеме да ја следиме оваа разлика и врз основа на тоа да се модифицираат и градат политиките на поддршка кои што ги има државата. За жал, ние немаме многу време, ни остануваат уште минута и нешто. За крајна порака и каде може да го најдат извештајот? Извештајот сега ни е во финална фаза нели на дизајн, ќе биде објавен на веб страната на Фондацијата Фридрих Еберт во Скопје и како главна порака е тоа дека ние не сакаме да ги сплашиме родителите, односно и луѓето кои што размислуваат за семејство, напротив, сакаме да ги охрабриме, ма сакаме и да се подготвиме и сакаме да имаме подобри политики за да нормално имаме и посрекни деца и посрекни семејства. Благодарам многу за истражувањето првично, па и за времето за ова интервју. Ти благодарам на поканата.